Почитувани, локалната власт на ВМРО-ДПМН во Прилеп е во паника после објавувањето на вистината за Македонија. Управниот одбор на јавното комунално предпријатие Комуналец на вчерашната седница го разреши раководителот на терминал Комуналец Миленко Тодевски и на негово место заведе раководител го постави Рубина Брашовски. Прилепчани треба да ги дознаат причините за ова негово разрешување. Според предлог точката 7 од дневниот ред на јавното предпријатие, кој е предлог на директорот, се бара утврдување на одговорност на раководителот на терминал Комуналец заради незаконско работење, односно незаконско задолжување на ЈКП Комуналец со фактура за паркинг простор и фактура за влагање без одлука на управен одбор, како што се вели во истата точка, фактурирал кога сака. Што се случи и кој направи притисок? Ова незаконско работење и задолжување на самата седница да се преформулира во донесување на одлука за спорни фактури. Бараме одговор од директорот Славко Ристевски и прашуваме дали ова е обид за прикривање на криминал. Јавното обвинителство е должно да покрене постапка за кривично дело под опрен глас за незаконско работење на раководителот на терминал Комуналец. Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз неколку години и во повеќе наврати бара од градоначалникот Маријан Ристевски да одговори дали намерно кумува на недомечинското работење на јавните комунални предпријатија со непоставување на внатрешен ревизор во рамките на локалната самоуправа. Зошто неспособните менаџери на јавните комунални предпријатија во континуитет го ставаат во заблуда Советот на општина Прилеп, доставувајќи позитивни завршни сметки без ниту еден збор за откриени неправилности во нивното работење. Братучедот на Маријан Ристевски, Златко Ристевски, ќе мора да поднесе одговорност за ова што се случувало во ЈКП Комуналец, а пак градоначалникот Маријан Ристевски за работата во јавните предпријатија во Прилеп. Ви благодарам. Дали има прашања? Доколку нема, сакам од името на општинската организација и во моје лично име да им го честитам 1 мај, Меѓународниот ден на трудот на сите работници во Прилеп, со уверување дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сега и во иднина ќе се бори за подобрување на работничките права и за чувување на достоинството на работниците. Благодарам.